Јана Цветковска-Лазаревска е дипломиран фармацевт, специјалист по фитотерапија и автор на македонскиот бренд на природна козметика Игнеа, кој се произведува токму овде во Куманово, каде што сме денес на гости. Денеска сме овде во царството на ароми и мириси на Игнеа. За почеток, те молам раскажи ни што е Игнеа. Игнеа, еден период стално ме прашува што е тоа Игнеа, јас навистина не знам што да одговарам, додека еден ден не сватив дека станува збор за една филозофија на живење. Зошто тоа така го кажувам? Затоа што на почеток ова што тука го гледате, значи козметиката, беше едно мое хоби, кој јас го дадов во служба за да може едно уништено парче земја од пестициди да се обнови и да се создаде еден мини екокомплекс. Така да кога ќе се земе во предвид дека станува збор за здрава храна, за престој во здрава животна средина и нанесување на здрава козметика, го заокружувам оној концепт да кажам дека сепак Игнеа дека Игнеа е филозофија на живење. Меѓутоа Игнеа како тип на козметика спаѓа во која категорија? Значи, спаѓа во групата на еко-арома козметика. На прво место еко, затоа што ние навистина се грижиме за животната средина. Дури некој ако има земено и купено некој од нашите сапони, може да види дека ние навистина повикуваме, значи човекот да се сврти кон природата и да на било каков начин, значи помогне во обновување и зачувување на самата природа. Работиме на принцип на зелена хемија и значи рециклираме дел од амбалажата која што ја употребуваме и арома козметика затоа што ја користиме ароматерапијата со цел да постигнеме било каков ефект кој што го сакаме на ниво на кожата. Што конкретно значи тоа кога некој ќе користи козметика од Игнеа, каков тип на продукти нанесува на своето тело? Значи, најпрвен еден наш производ, кој што го гледате тука, содржи минимум 99,4% на суровини од природен извор. Па дури, значи, имаме препарати кои содржат и 100%, значи, на суровини од природен извор. Тоа значи дека она што го добива, значи, кожата, станува збор за исхрана и за нега, значи, на кожата. Секој наш препарат е проткан со ароматерапија, што е дел од мојата специјализација по фитотерапија, затоа што верувам дека ароматерапијата навистина дава еден убав ефект, значи, во организмот и тоа не само, значи, кога е во прашање кожата, него кога е во прашање целокупниот организам. Ако може да се направи некаква компарација со конвенционалните продукти општо земено, за каков сооднос станува збор во однос на користење на продукти, односно суровини од какво потекло? Значи, кога станува збор за конвенционалната козметика, станува збор за сосема друг правец во козметологијата. Значи, некој ако ми даде, неодамна се случи да ми дадат препарат заедно со состава да можам да го составам како тој би бил, значи да се формира еден обред. Верувајте ми, јас тоа не знам, значи да го сработам, затоа што сето она што се употребува излезено од лабораторијата. Значи било збор да станува за емулгатор, било збор да станува, да кажеме, хијалуронската киселина. Она што јас тука го работам, значи работам со хијалуронска киселина која што е добиена од пчелица. И станува збор за природен извор на хијалуронска киселина, за разлика, значи, во конвенционалните продукти каде што всушност се користи она што ние го добиваме по лабораториски пат. Колкав процент од суровините кои што ги користите во вашите производи се со македонско потекло? Дали велиме дека Игнеа е македонски бренд, меѓутоа реално колку може да се направи производ од домашни суровини? Може да се направи, меѓутоа тука имаме еден проблем, тоа е легислативата. За да ние добиеме, значи, сертификат за пуштање во промет, мора у суштина, значи, да поднесеме сертификат за потекло на суровината. И таа мора да биде, значи, контролирана. Така да у глобално она што тука го гледате, сем некои исклучоци, станува збор за суровини кои што доаѓаат најмногу од Европската унија. Баш и разговаравме додека доаѓавме наваму за тоа колкав неискористен потенцијал всушност имаме во земјава од аспект на производство на суровини кои што би биле и за козметичката, меѓутоа и за пошироката хемиска индустрија. Еве, вие како стручно лице што мислите во овој дел? Значи, да тргнам од имотот кој што јас го имам, значи таму има доста, значи, од овие лековити билки кои што се користат. Јас многу едноставно можам да направам дел од мацератите или дел од екстрактите, значи, кои што ги користам, да ги направам точно, значи, користејќи ги суровините од таму.
Меѓутоа јас за жал тоа не го работам, освен ако не станува збор за нешто, значи мое лично, значи лично употреба, едно кантерионово масло, значи го спомнем. Еден невен, значи да го спомнеме. Дури смилјот како таков што јас секојдневно го користам, пошто целава моја козметика е на база на смилј, навистина го има по нашиве планини се уште и карпести предели, така да може дефинитивно, значи да биде искористен. Еве, еден повик и една идеја, значи за некога да може да се зафати, значи со производство на суровини кои ние потоа би можеле да ги употребуваме. Јана, како започна ти всушност со идејата да произведуваш козметика и дали може денеска да се каже дека Игнеа е бизнис, бренд кој што стои на здрави нозе? Значи, ја како што кажа, почнав од хоби и тоа започнав кога бев на специализација по фитотерапија и обично така некако е со мене во животот, она што на прв момент ми изгледа многу тешко и несовладливо, кога ќе навлезам во проблематиката и ќе го совладам, тогаш во суштина произлекуваат некои мои, значи, идни проекти. Најтежок ми беше дефинитивно, значи, испитот од технологија на специализација, иако, значи, во ствари технолошки решавање на рецептурата и како ја би можела, значи, таа рецептура да ја изменам. И како навлегов, значи, во длабочина на таквото нешто, суштина се роди желбата, ајде да пробам нели како тоа би изгледало кога ја би го направила во лабораторија и дали навистина би излегло, значи, нешто корисно. Од тука почнува, значи, целиот проект и како први неупотребувано на мојата кожа и кожата на најблиските мои и дури потоа го ставам во пробет. Кога ќе се уверам дека нештото навистина дава ефект она што јас сакам да го постигнам. Денеска колку производи имате во вашата палета под овој бренд и колку всушност луѓето ја препознаваат вредноста на ова што вие го правите? Значи имам некаде околу 15 на производи и можам да кажам дека се повеќе и повеќе клиенти имам кои што, значи, се заинтересирани за ваков тип на козметика. И она што е за моја среќа, значи најмногу работам 70% со постојани клиенти. Кој е типичниот профил на корисник на Игнеа производ? Значи, кога би сакала да ги поделам, морам да ги поделам во неколку категории. Една категорија се дефинитивно особи кои што имаат проблем, значи со кожата и кои што се одуговлекува, значи, долг период. Втората категорија се на лица кои навистина се свртени кон природата и кои сакаат, значи, и гледаат што е можно повеќе природни, значи, производи да користат, тука вклучувајќи и козметиката. И третата категорија која што денеска ми станува можеби најголема, тоа се особи кои што сакаат што е можно подолго да го задржат оној младешки изглед на својата кожа. Затоа и го формиравме Fit Face концептот заедно со Нена Јоновска, морам, значи, да ја спомнам, на инструктор по фейс йога сертифициран, каде што, значи, направивме, почнуваме со работилници под мотото природен ботокс. Сакаме да им понудиме една алтернатива, значи, на жените да можат или да го одложат, значи, тоа едно боцкање ако веќе сакаат да се боцкаат, или воопшто, значи, да не подлегнат по таквото нешто, сочувувајќи си ја својата автентичност. Природната нега, добрата хидратација, значи, морам да кажам, со годините и со превенција, навистина вродуваат со резултат. Затоа што сето она што го нанесуваме на кожата, некогаш она го препознава како страно тело. Ако го препознава како страно тело, ќе сака, значи, да го исфрли. Тука ние доста правиме дехидратација на нашата кожа и тука нашата кожа најмногу страда. Така да, значи, годините не можеме да ги избришеме, значи генетиката е таква каква што ни е, меѓутоа, во секој случај, правилната нега на кожата, која што искомбинирана еве со масажни техники и со фейс йога вежби, навистина мислам дека вродуваат со ефект. Станува ли ова популарно во Македонија? Мислам дека да. Една од тоа што и преска сакав да кажам, значи ние кои што работиме природна козметика и овој тип, значи, на козметика, пошто сепак е ова некоја лабораториска производство, се соочуваме на еден начин и со едукација. Значи ние сме и еден вид на едукатори и на тој начин пробуваме преку едукацијата на клиентот да му ја доближиме природната козметика. Така да гледам дека се повеќе и повеќе луѓе се заинтересирани за проектите кои што ние, значи, ги изведуваме. Веќе правевме еден проект тука у Куманово. У City Mall, значи, ќе имаме два проекти, ќе имаме, значи, еден проект сега у Public Room на 12 декември, така да гледам дека жените се повеќе и повеќе, значи, го прифаќаат таквото нешто. Сака да научат како да ја негуваат својата кожа, сака да пробат, значи, новини.
ако сакаме да се охрабриме и да размислуваме малку поамбициозно и на големо, кој е потенцијалот и предусловите што треба да се створат Игнеа од лабораториско производство, како што велите, да прерасне во едно поголемо производство и да стане препознатлив извозен македонски бренд? Значи, најпрвен квалитетот на производите, морам да кажам, значи, верувам дека е веќе потврден и тоа е нешто кое што го диктира пазарот и побарувачката нели на пазарот. Меѓутоа, од друга страна, финансиите се тие кои што сепак нели ова е лабораториски тип, она што ние фармацевтите стално го викаме можеби магистрален облик значи на производство. Сепак треба тука фабрика да кажам која што би можела значи да ги произведува за да можеме ние да излеземе надвор со ИСО стандарди и со сите тие поддршки у позадина. Иако сертификатите кои што Игнеа ги има, дефинитивно значи сега би можеле да прават извоз. Меѓутоа, производството е сепак тоа се многу мали серии кои што тешко го задоволуваат и македонскиот пазар, а не пали да размислуваме за нешто понатаму. Има ли поддршка во нашата земја? Како што повеќе жени, па и не само жени, да се охрабрат од она што им е љубов и вештина да направат бизнис? Значи има поддршка, еве на пример вие сте еден облик на поддршка и многу ви благодарам што сте денеска. Значи тука и што сте препознале нашиот квалитет, да кажам и нашиот бренд за да може значи да дојдете. Има поддршка во облик на грантови затоа што она апаратура која што ќе ја видите значи во позадина, во суштина се од грантови добиена. Затоа што секој апарат значи кошта доста. Меѓутоа од друга страна кога е во прашање љубовта и кога е во прашање, значи ние у Македонија навистина имаме многу големи таленти и можам да кажам, а и денеска праваме огромна разлика во тоа кога нешто се работи со љубов. И кога нешто го работиме затоа што мора да го работиме за да донесеме нели некоја плата дома, многу е голема разлика. Има поддршка, значи има грантови, меѓутоа мора да признам дека и тешко се доаѓа, значи од друга страна до нив. Досега ги кажавме убавите страни на паричката и на приказнава, но кои се реалните проблеми со кои што секојдневно се соочуваш во работата? Значи еден од најголемите проблеми мене ми се сепак значи финансите. Значи во секој мал бизнес значи финансите се навистина голем проблем. Веќе спомнав нели од апаратурата за која јас се снајдов, меѓутоа еве не е битно само да го имаме и добриот квалитет на производот, не е битно нели само да обезбедиме и апаратура, битно е да се чуе за нас, нели да тој производ го најде својот клиент и својот купец. Маркетингот е нешто кое што навистина изискува многу трошкови. Финансиски значи многу тешко значи се обезбедуваат затоа што ние се финансираме самите од себе. Ние сме, како да кажам, значи малите предпријатија се кредито неспособни. И така да не останува значи сами да се снаоѓаме и од друга страна значи можеби би требало, сега не знам дали да кажам од државата или од било колку да имаме малку поголема поддршка како стартапи, затоа што последен пат кога ставав, еве да кажам пример со виртуелниот терминал, навистина како стартап немав никаква помош. Споредено еве со маш ми да кажам кој што има одличен бизнис, он плаќа и помалку за тој еден терминал и плаќа значи многу помал процент за од она трансферот на средствата, што е затоа што ја како мал микробизнис уопште не сум интересна и со обртот кој што го правам за да кажам за банките или за било кого. Во набавките исто така, значи го немаме она помош како стартапи затоа што на нас ни е многу потребна него да кажеме на некој друг бизнис. И практично со тоа доаѓаме до почетокот, а тоа е дека Игнеа е филозофија на животот. За каква филозофија на животот станува збор? Убавината во секој поглед. Значи јас стално знам да кажам на духот, на душата и на телото. Јана сега предлагам да не однесеш во твојата лабораторија, каде што ќе прикажеме, ќе демонстрираме како во реалноста изгледа производство на еден производ од брендот на Игнеа. Јана, што ќе правиме сега во твојата лабораторија? Значи, многу размислував што би можеле да направиме, да биде онака релативно кратко, да би можел целиот процес да се опфати. Се решив за еден серум за лице кој што и тоа на база на овошни киселини.
Негова карактеристика е тоа што овошните киселини кои што јас ги користам се всушност природни екстракти. Сега него го употребувам во две ситуации. Едната ситуација е кога луѓе имаат мелазма на флики, значи по лицето, а втората ситуација е кога е во прашање акни. Обавезно е ноќен серум и на самата декларација, после мислам дека ќе залепиме некоја декларација, сум потенцирала со црвени букви да се става значи ноќе. Супер, да почнеме? Да почнеме. И оваа формулација која што ќе работиме, у суштина станува збор за гел емулзија. И она што првин ќе треба да направиме е да направиме гел. Ја ќе те замолам, Верица, ако сакаш денеска да работиш со мене и да ми помагаш. Секако. За да направиме гел, значи ќе ни треба некоја гелирачка супстанца. Еден кома? Кома 1. Можеш тука да ги ставаш овие нечистите. Еве точно? Точно. Те молам, од ова имаме 8,1 грам. На крајот ќе видиме Велица што успеа да добија. Оно што најпрви треба да добиеме една гел структура. Потоа таа гел структура ќе ја претвориме всушност во емулзија и дури на крајот ги додаваме активните компоненти кои што би сакале да ги додадеме. Секогаш кога работиме, всушност значи работам јас или со хидролати, зависно од рецептурава, или во овој случај значи станува збор за дистилирана вода. Ова е хомогенизатор кој што всушност значи ни служи за да може да ја хомогенизира било која, значи дали станува збор за гел или емулзија, и без него не би можеле значи да добиеме препарат кој што е со добра конзистенција. Сега содржината ни е далеку помала, меѓутоа значи доволно ставив за да можеме да го искористиме хомогенизаторот и да можеме да го пуштиме. Постои значи една одредена граница испод која што не може да одиме кога работиме со него. Секогаш кога правиме гел, у суштина минимум 10 минути значи треба да помине за да добиеме добра гел структура. Барем за овој гел што тука ние денеска го употребивме. И сега треба од гелот кој што веќе го направивме, да направиме гел емулзија. Затоа мора да додадеме емулгатор. Емулгаторот ни служи за да може масната и водената фаза да ги спои во една. Антимикробно средство обавезно додавам значи во сите мои препарати, затоа што е неопходно нели да добиеме добра микробиолошка чистота. И секогаш значи кога работам во мои препарати додавам пантенол затоа што прави добра регенерација на кожата, а особено искомбиниран со овошните киселини во овој серум ни е неопходно за да може да ни направи добра регенерација во исто време.
Она што исто така ставивме, тоа е скваланот, кој што всушност представува средство кое што врши добра хидратација и нега на самата кожа. Кога е во прашање ароматерапијата во овој серум, значи направен е спој да може ставено е чајното дрво за да може всушност значи да го регулира лачењето на себумот. Меѓутоа поради тоа што кажавме дека овој серум го користам и кога е во прашање мелазмата и хиперпигментациите, тогаш значи не е искомбиниран со масло од лимон за да можеме всушност значи да делуваме и на тие хиперпигментации. Се ако користиме масло од лимон, етерично масло, мора да знаете дека уствари самиот он е фотосензитивен, може да предизвика фотосензитивна реакција. Затоа она што јас го користам, у суштина е химичарите тоа многу добро знаат дека фуранокумарините се тие кои што предизвикуваат фотосензитивна реакција, така да користам етерично масло од лимон кое што е без фуранокумарини. И ако не е проблем, Верица, дали би сакала другата мишалка да ни ја додадеш? Веднаш. Тука во овој дел кој што ми е за нечисто. Она што е наредна фаза е ставање на сирумот во стерилни контейнери, односно овие шишанца, кои што пред малку ги извадивме од стерилизаторот. И нормално последна фаза ќе биде ставање значи на рокот на серијата. Значи добиваме целосно хендмейд козметика. Така е. Помината низ рацете на Јана. Се им лепиме, значи ги етикетираме и на декларацијата значи ставаме рок на употреба и ставаме серија. Дали ќе сакаш, Верица, ми помогнеш? Секако. Ова ни е печатот за датумот, ова ни е за серијата. Наместен И сега датумот, да, наместени се, датумот го ставаме тука, кој што пишува употребливо до него серијава. Така? Да. И таа серија после јас ја внесувам во дневникот за производство за да бидам сигурна и да можам да водам евиденција. И ова е сирумот со овошни киселини, со природни овошни киселини, за кој што дефинитивно се надевам дека на клиентот ќе му биде од корист и ќе му помогне во решавање на неговите проблеми. Јана, ти благодарам многу што не пушти во твојата лабораторија и што успеавме со своји очи да видиме како се прави хендмейд и гнеа козметиката. Ја ви благодарам и ве поканувам секогаш кога сакате и кога поминувате тука да бидете мои гости. Благодарам многу.